Почитувани, ако во 2014 година Financial Times го прогласи Штип за најперспективен микроград во Европа, денес ние може да го прогласиме за град кој стагнира. Ако од 2013 до 2017 година Штип беше претворен во големо градилиште, денес во општината градат само семејните фирми на градоначалникот. Општина Штип доживуваше експанзија на секое поле и растеше во секој поглед. Откако Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт, градот потона во самодеструкција. Штип веќе ни оддалеку не наликува на студентски и индустријски град во развој, во кој младите ќе ја гледаат својата иднина. Инвестицијскиот рај за странските компании, во кој работат работници од соседни градови, е во фаза на исчезнување. Па затоа веќе трета година нема ниту една странска или домашна инвестиција, со која би се забрзал економскиот раст и развој во општината. Во тир зоната има нула странски инвестиции после 2017 година. Компаниите се жалат на лошата клима за инвестирање во Штип, па затоа веќе не ја гледаат својата иднина во нашиот град. Клиничката болница, која требаше да биде завршена уште во 2018 година, остана карабина која гласно зборува за неспособноста на оваа власт. А автопатот Штип-Миладиновци веќе неколку години само што не е пуштен во употреба. Градоначалникот во предизборието ветуваше младинска гаранција за вработување на секој студент после завршување на образованието. Меѓутоа, за тоа веќе нема ни најава дека ќе се случи. Младите масовно се исилуваат од нивниот роден град затоа што овде не ја гледаат својата иднина. Како резултат на лошото менаџирање на општината, од индустријски и административен центар, Штип стана најнеразвиениот град во Источна Македонија. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз не знае како да практикува власт. Нивното неработење и негрижа за народот од национално се мултиплицира на локално ниво. Безидејноста за нови проекти и неспособноста да ги завршат веќе почнатите е на сметка на граѓаните. Тие се жртва на оваа хунта, која нема ни принципи, ни критериуми за работа, туку само деградира воспоставени пракси. Туку осиромашува население и го отежнува животот на секој граѓанин во нашиот град. Ви благодарам.